Пешак повторно настрада на најризичниот пешачки премин во Штип. Предпладнево минувајќи го мостот, возило марка Сузуки удрило во 42 годишен штипјанец, кој со телесни повреди е пренесен во клиничката болница во Штип. Оваа несреќа повторно го потврдува ризичното минување на мостот. Вози се брзо пешачките и ние луѓето не ги поштуваме кој што треба. Почитуват ли се тие правила? Па некои почитуват, некои не почитуват. Никој не почитува, ни возачи, ни пешаци. Никој. Брзо се возе, не се. Пешаците, ти си дојдел на метар, он сака да помине. Не можеш тука, треба да погледне, треба да... Не гледа, не пази никој. Последната од низата несреќи на овој мост иницираше и бројни реакции на социјалните мрежи, но и барање минувањето одовде да не биде со толку висок ризик. Причината се неправилно обележани пешачки премини и неправилни паркинг зони. Тука особено пешачките премини се како во Африка. Нема едуцирани и искусни сообраќајни инженери тоа да го средат за скоро време. Освен ако не се наложи да се вози со максимум 20 наместо 40 км на час. Колку ова место е црна сообраќајна точка покажува фактот дека за изминатите 9 месеци настрадале 4 лица. Од друга страна, надлежните општински служби се со став дека споменатиот мост и пешачки премин се според сите сообраќајни стандарди. Сепак, преземањето дополнителни безбедносни мерки не се исклучува. Нема некоја црна точка од аспект на геометриски поставеност на крстосницата. Можеме да погледнеме само за зголемување малку на прегледноста, бришање на едно место, до пешачкиот, ставање на некои барикади, нешто во тој поглед. Други некои поконкретни мерки, мислам дека нема да има потреба. Инаку ова е втора несреќа за само една недела. Претходно на улицата Партизанска беше прегазена 59 годишна жена додека минувала улица.